Реновирани ќелии и купатила, подобрена исхрана, зголемен избор на рекреативни активности, како и похуман однос и почитување на човековите права на затворениците е моменталната состојба која новинарска и фоторепортерска екипа на МИА ја затекна во затворот Скопје, познат како Шутка, во кој главно обезбедување е физичкото, што го остваруваат припадниците на секторот за обезбедување. Казната тука ја издржуваат осудени на затвор до 3 години, како и рецидивисти осудени со правосилна пресуда до 6 месеци. Во Шутка се наоѓа најголемото и најбезбедното притворско деление, во кое се извршува мерка притвор изречена кон машки и женски лица од целата територија на земјава, на кои им се заканува казна до 10 години. Во моментов казна затвор издржуваат 150 осудени лица, а капацитетот е до 170. Во притвореничкиот дел, кој е со капацитет од 330, во моментов има околу 250 лица. Во разговор со директорот на затворот Ѓоко Котевски дознавме дека тој и неговиот тим имаат големи планови. Реновирање во оделенијата, каде што со години ништо не е сменето, но и активности од културно-забавен живот во затворот. Забележавме дека има многу да се работи напред. Што значи тоа, дека затворот е стварно уредисан целосно и мора се да се менува или е спроведување на ваша нова програма? А што се случи? Објектот е поделен на два дела, нов и стар дел. Новиот дел е пуштен во употреба 2009 година, а стариот објект или целиот затворски комплекс е 1968 година. Тоа се старите две крила од притворскиот дел и имаме две крила од притвор што се, како што кажав, во 2009 година пуштени во употреба. Со жалење може да кажам дека објектот кој е пуштен во 2009 е во полоша состојба него оној стариот дел од затворот. Имаме многу работи за краток временски период кои се нафатиме да ги реновираме, да ги работиме. Подобруваме малку условите во притворскиот дел. Во моментов правиме реновирање на 3 бањи, тоалети во полуотвореното и во отворениот дел. 2019 година ни е планска година за инвестиции. Инвестираме во објекти кои се приклучени на затворот, значи инвестираме во нова ограда, инвестираме во некои делови подобрување на капацитетите на студеничка средина. Затворите долго време беа затворени, како за вас, за медиумите, така и за јавноста. Ние како еден нов тим на директори, заедно со начело со директор на Управата за решување санкции, господинот Јовица Стојановиќ, се обидуваме да се отвориме, да видат дека ова е нешто што е во процесот, ова е во системот, дека добро е да се отвориме и многу луѓе се нудат како и компании, така и институции за помош. Не можеме за краток период многу работи поправиме кои во последните 15 години не имало грижа во однос на нив. Така е во градежниот дел, така е во делот на човечкиот фактор, несоодветни кадри, на несоодветни позиции, многу работи се влијаат во една цела слика. Имате ексклузивни гости. Ќе добијат ли ексклузивен третман? Не. Сите претворени лица добиваат соодветен третман, како во новиот и во стариот дел, условите се тие што сте. Имате право да внесуваат храна од надвор. Што се има право да, ако сакат да си купи, да си донесат внатур? Согласно куќниот ред, притворените лица, ако збориме за притворените лица, имаат право да се хранат и со храна од надвор или од ресторан, но тоа мора да биде донесено од страна на лица на нивното потесно семејство или лица кои имаат дозвола од суд. Секако храната мора да биде херметички спакувана, со потекло, со декларација, да се знае од кој ресторан е купена и така. Имаме нашиот затвор, имаме и кантина. Притворените лица можат да најблиските нивни или нивните бранители да им уплатат средства на сметка и преку нашата кантина да добијат дел од производите.
Кантината е збогатена со производи, ги има сите основни. Мора да поменам дека во затворот единствен начин да се добие течност, значи тоа се сокови, напитоци, е само преку кантината на затвор Скопје. Во разговор со затворениците слушнавме дека се задоволни од условите, од третманот што ги имаат. На што се положите, што смените, што претходното раководство или претходните години не ги имале тие услови? Што е тоа подобрување? Многу години ништо не инвестираме. Кога ти кажам ништо, не скромно да се каже дека најмалки основни работи не се коригирани. Што подобривме? Подобривме, комплетно го променивме исхраната, подобривме исхраната, добивме нови производи, збогативне асортиманот на производи кои се дели исхраната, значи подобривме производите да бидат од млечно потекло, животинско, значи внесовме во исхраната риба, збогативне нивниот простор за поменување слободно време, значи ТВ салата е комплетно реновирана и имаме набавено нов телевизор, кој беше баш за време на светското првенство фудбал. Добивме донација од општествено одговорни компании 2 нови бољери, значи ставивме во функција на нов тоалет. Добивме донација потребните работи за реновирање на 3 нови, како што реков, бањи и тоалети. Ги искречивме комплетно, ги чистивме, ги искречивме полуотворено и отворено деление, сите тие соби, збогатен асортиманот во кантината, значи многу нови производи што беа потребни, а не беа претходно достапни. Се пофалија дека не биле поопшто тепани како претходно што било. Не можеме да кажеме дека... Што се на добрата ресоциализација, анимација на затворениците, што е тоа? Вака, употребата на физичка сила е строго предвидена во законот и во кукните редови, како за осудени, така и за притворени лица. Тоа е нешто што е последната инстанца на нешто што треба да се употреби во одредени случаи. Секако дека тука е добриот тим на секторот за социализација, многуте активности што се преземат, секако секторот за обезбедување е дел од процесот на ресоциализација, многу разговори, многу работа во групи, како во групи, така и во индивидуални третмани. Почнавме неколку проекти заедно со секторот за социализација што одамна немало такво нешто во затвор Скопје. Можам да склесувам да кажам дека оваа година имавме летно кино, имавме концертно отворено, неколку посети на театарски представи, неколку посети на кино проекции, зоолошката градина ја посетивме. Мислам дека уште еден концерт сме во преговори до крајот на годината и 2018 година да заокружиме како убав еден проект. Тука се должи сето тоа дека барем од кога сум јас тука нецели 10 месеци, употребата на физичка сила е сведена на минимум, дури и нема таква нешто. Од како сте директор или во последнава година ден, имате ли информација колку рецидиви има, што повратници? Рецидивизмот е нешто што е честа појава во Македонија и затоа можеби ти треба да одговорат некои други луѓе зашто продолжува да има рецидиви, но точна бројка како податок немаме која е бројката на рецидиви во затвор Скопје. Може треба да управат вршење санкции или Министерството за правда да има некоја појасна слика во тој правец. Пред неколку месеци затворското обезбедување се пожали на лошите услови за работа. Како се одразува тоа во затворот и дали има некои подобрувања во тоа? Затворската полиција е составен дел од нашите институции и е една од најважните работи, значи целиот тој сектор за обезбедување. Проблемите се наталожени со години.
не се проблемите кои што се во последниве година, ден или две, но тоа се проблеми со може би во последните 10 години. Но жалам но и се радувам дека сум тука во решавање на тој цел проблем. Проблем е во малиот број на вработени. Проблем е тоа дека во последните 3 години нема ново примени кадри. Последните 3 години не е набавена униформа за затворска полиција, обуки немало. Успеавме за краток период да организираме обуки за разбивање на маса во затворски услови. Успеавме да организираме тоа што било неопходно и е потребно редовна поставена стрелишта. Успеавме да заедно со директор на правда санкции, со Министерката за правда, реализирани ли се и до крај на годината ќе бидат преку 150 вработувања нови во затворски систем. 2019 ќе има нови 600 униформи за затворска полиција, за сите. И мислам дека ќе кажам дека последното нешто договорено во буџетот во 2019 година да има покачување на платите од 5 до 10%. Каква е состојбата со луѓето што работат на ресоциализација на затворениците? Колку е соодносот бројка на психолог со затвореник или? Значи, во процесот на ресоциализација вклучени се воспитувачи и инструктори. Воспитувачи, да. И инструктори. Во затвор Скопје потребно ни е и нешто што по природен пат се ослободувале места, не се примани нови луѓе. Инструкторот за столарство се пензионирал, не е примен нов. Тука имаме комплетни 2 работилници кои ги активираме сега преку проект на UNDP заедно со Министерството за труд социјала, Министерството за образование. Имаме 2 работилници, имаме столарска и праварска. Имаат обуки осудените лица. Имаме потреба од правник за правна помош на осудени лица. Исто така се надам дека до крајот на годината имаме сподобено согласно со Министерството за финансии, ќе имаме вработен човек, вработено лице кое што ќе дава таа помош правна за осудените лица. Потребен ни е психолог, педагози имаме, социјални работници се потребни, дел од нив ги имаме безбедено, како што кажав, и за оваа година ќе имаме освежување на кадри. За хигиената се грижат исклучиво самите? Да. За хигиената во сите објекти се грижат осудени лица кои се работно ангажирани во секторот хигиена. Не можете да донесете, да речеме, не знам дали има такви искуства од надвор да се носат луѓе кои што ви чистат? Не. Значи не е тоа дозволено. Хигиената се одржува од страна на осудени лица. Значи, осудените лица се работно ангажирани, бидејќи работат еден процес на ресоциализација, најважен. Значи, имаме ние, кажав претходно, браварска, столарска работилица, што ќе ги активираме сега. Имаме автомеханичарска работилица со возен парк, имаме полјоделство или земјоделие. Значи, тука се лицата работно ангажирани. Забележам дека, сега не знам кој е критериумот, меѓутоа во некои простории забележав има телевизор, во некои нема ништо. Како се доаѓа до, ако може да кажам, до таков ексклузивитет? Не се доаѓа, туку треба да се заслуши. Значи, тоа е погодност, или сегашно ме поправат воспитувачите погодност или поволност. Тоа е зависно од третманската група на осуденото лице. Осудените лица се по поминување 3 до 15 дена во приемно одделение, каде што се работи со нив од страна на психолози, социјални работници и воспитувачи, им се одредува третманска група во зависност од делото, висината на казната, делото, типот, се врши анализа и одредени други фактори треба да влијат да се тоа лице вклучи во третманска група в или затворено одделение или во полуотворено отворено. Значи, постојат повеќе фактори, повеќе влијање, што нема еден фиксен критериум кој би... Во сите одделенија може да се добие или само во...
Не, значи лица кои што се во полуотворен третман по одредено време, ако се има подобрување на поведение, се работно ангажирани и го заслужат и во зависност од висината на истекот на неговата казна, може да бидат прогресирани во отворен тип на третман, во кој што добиваат поволностите, што ви кажате вие, соба со телевизор, LCD телевизор, со фрижидер, решо, значи малку меѓу најдобрите услови што постојат во затворот. Затоа што во некои, да речеме, она што успеавме да разговараме со затвореници, гледам дека е проблем да си има и мобилен, некаде гледам дека не е проблем да си има телевизор. Токму заради тоа да ја расчистиме таа дилема, што смее и што не смее. Во сите затвори е забранет мобилен телефон. И во притворскиот, и во суденичкиот дел. Значи, мобилен телефон е забранет. Но затоа ние имаме говорници, две во полуотворено и отворено и една во затворениот дел, кои се достапни. Во затворениот дел се под надзор, а во полуотворено и отворено лицата се повеќе од 12 часа на денот се достапни говорниците, функционални се и може да разговарат без надзор со своите најблиски. Шутка, затворот на обични џебџи, дилери, измамници и најбогатите македонци. Мија истражува какви се ќелиите на ексклузивните гости, со што се хранат обичните затвореници, со што тие од империја, кој им чисти на затворениците. Мија бележи какви книги се читаат во затвор, кој има и телевизор во келија, каде се шетаат, што гледаат, што пијат, која е хит фризура. Шутка не ти бега и од шутка не се бега. Нов документарец на Македонската информативна агенција.